тука пред вас официјално сме по трет пат. На минатогодишниот собир пред град Скопје и пред владата на Република Македонија се собравме и помикавме на акција за решавање на смртоносниот воздух во Скопје, во државава. Но како и вие медиумите, така и ние народот, свесни сме дека не добивме никаков одговор и конкретна акција од соодветните институции на темата справување и конечно решавање на проблемите со загадениот воздух во Скопје. Затоа денес повторно се собираме. Се собираме да кажеме дека народот е свесен од опасноста во живење во смртоносно загаден воздух. Народот е образовен, разбира и затоа не сака да е манипулиран. Сака решенија сега и веднаш, затоа што е можно. Од истата причина се собираме како и на сегашните, така и на идните избраници и раководители со државава да им патиме порака. Дајте ни го човековото право на чист воздух. За живот се работи. Не сакаме да се разболеме од рак. Не сакаме да умреме од загаден воздух. Во прилог на оваа изјава, бројки, факти, наука и реалност за Скопје. Имаме најголемо загадување со канцерогени PM2 честички во Европа, 39,4 милиграми на метар кубен просек, извор Светска банка. 4 македонци умираат во просек дневно заради загаден воздух, 1350 годишно, податоци од Светска банка. Во 2015 година секој второ дете имало респираторни здравствени проблеми, според Институтот за јавно здравје. Кај возрастните граѓани над 60 години, загадениот воздух предизвикува мозочни оштетувања и тивок мозочен удар, кој што може да предизвика понатаму и вистински мозочен удар, демененција, депресија и други негативни здравствени ефекти. Сите овие резултати се според Универзитетот на Бостон.